Освен кожарите и текстилците, речиси сите останати фирми може да го следат трендот на покачување на минималната плата, изјави денеска во Штип министерот без ресор Зоран Шапорич. Интенцијата е на државата и на секоја држава да не биде само дестинација за ефтина работна снага, туку да се отвараат и од домашни и од странски инвеститори, да се отвараат нови, подобро платени места. И во овие мерки за финансиска поддршка стојат посебни додатоци за оние компании кои ќе отворат нови работни места со плата од минимум 18.000 денари и над 18.000 денари. Освен што овие два сектори очигледно го губат здивот на владината политика за минимална плата, голема забелешка досега имаше и на третманот од страна на владата кон домашните и странски фирми, кои во многу клучни работи беа привилегирани. Ке има ли промена на досегашната политика? Веќе се изедначени со законот за финансиска поддршка за инвестиции. Поддршка од 10% добиваат и домашните и странските за инвестиција во опрема, во хали, за конкурентност. Одредени околу персоналниот данок само има, да кажеме, некои олеснувања за странските компании, странските инвеститори, но во принцип, ако зборуваме, останатите мерки се сите исти. Дека владата немала ист аршин, односно дека туѓото било помило од домашното, индиректно денес потврди министерот Шапорич. На прашањето дали владата е задоволна од инвестицијскиот радиус на домашните фирми, Шапорич денес не беше дециден. Она скепса што беше кај одредени компании сега е веќе отстранета, бидејќи реално тие веќе ги добија тие средства за своите инвестиции во нова опрема, во нови хали, во подигање на конкурентност. Сепак, самата посета и интересот што владата го покажува за работењето на домашните фирми може да значи и чекор понатаму во изедничувањето на условите за работа на домашните и странски компании. Министерот Шапорич денес беше во една од најуспешните фирми во државата Актива, што е добро. Ни уште подобро, веројатно ќе беше доколку посетеше некоја од фирмите со проблеми. На тој начин, веројатно ќе имаше многу подобра представа што тоа државата треба да направи за стопанството.